Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате 12-тиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, Халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. Финансиски комесар во Кадијана. На 21 март 1908 година, сер Џејмс Вилсон, финансиски комесар во Пенџаб, ја посетил Кадијана. Затоа што ова била прва посета на висок државен службеник во Кадијана, ветениот Месија побара од членовите на заедницата да му посакаат добре дојде и да му подигнат шатор во дворот на нивното училиште. Ветениот Месија исто така го прими како свој гостин. Заради тоа што представниците на ветениот Месија зборуваат дека тој тајно не е наклонет на владата и дека заради таа причина, спротивно од традицијата на неговата куќа, не придава важност ни на било кој државен службеник, тој ја искористи оваа прилика да го разбие тој неоснован сомнеш и лично отиде да го посети финансискиот комесар. Во оваа пригода со него беа 7 или 8 негови следбеници. Финансискиот комесар го прими многу учтиво на влезот од својот шатор и се распрашуваше за разни работи околу движењето. Од нивниот разговор произлезе една работа која е вредно посебно да се спомене. Муслиманската лига беше од неодамна настаната и британските службеници сметаат дека таа би можела да биде корисна против тежа на нездравото влијание на Конгресот, една политичка партија на Индија со хинду мнозинство на чело. Некои од службениците отидоа толку далеку што поттикнуваа членови од аристократијата да се приклучат на лигата. Финансискиот комесар направи напомена за лигата и го праша ветениот Месија за неговиот став по тоа прашање. Забележа дека тој на лигата не гледа со наклоност. Финансискиот комесар тогаш спомна некои работи во врска со лигата. Но ветениот Месија го задржа својот став дека вакви политички методи и активности секогаш носат голем ризик. Неговиот соговорник пак остана на своето, дека на лигата не треба да се гледа преку искуството со Конгресот. Спомна дека околностите под кои Конгресот настанал биле такви што уште во почетокот можело да се види дека тој ќе ги помине границите на соодветната политичка активност, а додека со лигата тоа не е случај, затоа што нејзиното основање е водено од поинакви луѓе и дека нејзината конституција била таква што таа никогаш нема да можела да го следи примерот на Конгресот. На ова, еден од следбениците на ветениот Месија, Каваја Камал Удин, кој беше основач на Вокинг мисијата и собственик на магазинот Муслиманите на Индија, го поддржа ставот на сер Џејмс Вилсон и рече дека тој лично бил член на лигата и дека нејзините правила се такви што не постои опасност таа да добие погрешен правец. Но во одговор и на двајцата, ветениот Месија рекол дека тоа еден ден со сигурност ќе ги прими боите на Конгресот и дека тој го смета мешањето во политиката за опасно. Тука разговорот заврши, но секој студент на современа политика е свесен дека оваа забелешка излезе вистинита од буква до буква. Последната посета на Лахор. На 26 април истата година ветениот Месија се одлучи, заради болеста на својата мајка, да отиде во Лахор.
Ноќта пред тоа му дошла следната објава: не чувствувај се безбеден наспроти судбината на мигот. Веднаш ја спомнал оваа објава на оние кои му биле околу него и им рекол дека таа носи некоја голема неволја. Се случи истата вечер мојот помлад брат Мирза Шариф Ахмад да се разболи. Затоа патувањето се одложи за еден ден. Следниот ден некои други членови од групата беа нерасположени. Сепак на крајот тргнавме. Кога групата стигна до Батала, железничката станица за Кадијана, дознавме дека не е можно да се резервираат места заради некакви проблеми на државната граница, заради кои немало доволно патнички вагони. Заради тоа групата мораше да чека во Батала 2 или 3 дена. Ветениот Месија и предлагаше на мојата мајка, со оглед на објавата која најавуваше неволја, како и на пречката која Бог ја постави на нивниот пат, дека е пожелно да останат во Батала неколку дена. Тоа би била добра прилика за неа да добие чист воздух и да најде женски лекар за незините болести. Мајка ми меѓутоа сакаше да оди за Лахор. На крајот после 2 или 3 дена групата стигна во Лахор. Наскоро по нивното доаѓање во целиот град настанала мешаница и како и обично сите маулви се здружиле да му се спротивстават. Неговите противници започнале серија говори на отворено во близина на куќата во која бил сместен ветениот Месија. Говорите почнувале секој ден попладне и трајале до кај 9-10 часот во ноќта. Во тие предавања тој бил обсипан со најпогрдни навреди, а заради тоа што единствениот пристап до резиденцијата водел оттаму, тоа искуство за неговите следбеници било многу болно. Ветениот Месија меѓутоа ги предупредил, штом нему тие навреди не му нанеле никаква штета, тие треба да поминат тивко и да ги занемарат. Бидејќи планирал да ја продолжи својата посета на неколку дена, членови од заедницата почнале да пристигнуваат од сите краеви, па куќата постојано била полна со луѓе. Освен тие, и други луѓе доаѓале да го видат. Обраќање до богатите. Со оглед на тоа дека богатите семејства во Индија, како и насекаде во светот, се прилично незаинтересирани за религијата, беше уредено еден од нив кој не беше Ахмади, но беше голем почитувач на ветениот Месија, да ги повика на вечера богатите луѓе од градот и ветениот Месија да им одржи говор пред вечерта. Но тој говор меѓутоа некако се одложил. После еден час, еден од гостите покажал гест на нетрпение. На тоа неколкумина од останатите рекле дека навикнале вечери да имаат често, но дека никогаш немале духовен оброк пред себе и дека заради тоа ветениот Месија треба да продолжи со своето излагање. Така тој продолжил да зборува уште 2 часа и повеќе. Се зборуваше подоцна во врска со тој говор дека ветениот Месија го отповикал своето тврдење за пратеништвото. Весникот Акбари и Иам од Лахор исто така му даде публицитет на тоа тврдење. На тоа ветениот Месија го одрече и кажа дека тој тврдел дека е пратеник и дека никогаш не го порекол ова тврдење. Тој негираше дека донел нов шеријат, зашто конечниот шеријат бил донесен од честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и тој останува на сила. प्यारी करने की मुझे रीत सिखाने वाले गमे फुरकत में कभी इतना रुलाने. Пораката на мирот и смртта на ветениот Месија. Ветениот Месија страдаше од хронична диареја. Кога дојде во Лахор, состојбата се влоши. Постојана река од посетители не му оставаше време за одмор. Во ваква состојба ја беше примил објавата која значеше следново: времето за марш е ноќе, повторно времето за маршот е близу. Таа објава вознемери многу негови следбеници, но наскоро стигна веста за смртта на еден пријател од Кадијана и луѓето беа смирени, мислејќи дека објавата се однесува на таа случка. Но кога некој го беше прашал ветениот Месија
Се разбира дека објавата се однесува на многу поважна личност, а не на умрениот. Вознемирена, мојата мајка рече дека сите треба да се вратиме во Кадијана. Да одиме сега назад, рече тој. Не е во моја моќ. Сега единствено Бог е тој што може да ме врати назад. Но и наспроти болеста и примената објава, тој остана посветен на својата работа. Под вакви околности се реши да одржи предавање на тема пријателските односи и меѓусебното разбирање помеѓу хиндусите и муслиманите. Тоа предавање го напише и му даде наслов «Порака на мирот». Напорот околу припремата на предавањето го исцрпи уште толку. Диарејата зема замав. Ноќта пред да биде завршено предавањето, му дојде објава со значење: «Немој да се потпираш на овој несигурен живот». Тоа веднаш го пренесе на своето семејство и кажа дека тоа се однесува на него. Следниот ден ракописот беше завршен и предаден на печатење. Следната вечер диарејата се засили уште повеќе. Беше многу ослабен. Ја разбуди мајка ми. Кога таа отишла кај него, била многу загрижена и го прашала што му е. Неговиот одговор гласел: «Она за што ти кажував, мислејки на смртта». После тоа имаше уште еден напад на диареја и стана уште послаб. «Испрати некој по Маулви Нурудин», рекол тој и продолжил. «Разбуди го Махмуд, писателот на овие редови, и Мир Сахиб, неговиот дедо». Јас пиев подолу во собата, на мала далечина од него. Бев повикан. Го затеков многу исцрпен. Докторот веќе беше дојден и му ја беше пружил помошта што може. Но тој не се подобруваше. На крајот му даде инјекција. Тогаш тој заспа. На зазорување стана и клањаше сабах намаз. Грлото му беше сосема фатено. Се обидуваше да зборува, но не можеше да пушти ниту глас. Побара хартија и молив, но не можеше ни да пишува. Моливот му падна од раката. Набргу почна да го мачи сонливост. Околу 10:30 неговата честна душа замина кај својот возвишен Господар, на чија религија го посвети сиот свој живот, служејки на тој пат. Му припаѓаме на Аллах и нему му се враќаме. Целото време само еден збор беше во неговите усни, а тој збор беше Аллах. Веста за неговата смрт се прошири низ градот брзо како молња. Членовите на заедницата од другите места беа известени за смртта со телеграма. И вечерните и утринските весници од цела Индија известуваа за заминувањето на оваа возвишена личност. Секогаш ќе се памти неговата великодушност, која го красеше неговиот однос кон противниците. Исто така ќе се памти и радосниот восклик со кој неговите противници ја примаа оваа вест. छुपके चोरों की तरह रात को आने वाले। За само половина час, откако ја испушти својата душа пред куќата каде што почиваше неговото честно тело, се собра лахорски народ и почна да пее победнички песни, додека други пак своите емоции ги искажуваа со фантастични маскаради. Љубовта со која неговите следбеници го проследија ова, може најубаво да се покаже преку тоа што многу од нив, додека го гледаа неговото тело пред себе, не сакаа да им поверуваат на своите сетила и не можеа да го прифатат сознанието дека нивниот сакан ги напушти за секогаш. Чувствата со кои следбениците на двајцата месии се однесувале кон своите учители се разликуваат само во тоа што, за првите, фактот дека нивниот учител слегол жив од крстот бил причина за неверојатно изненадување и за препастеност, а за следбениците на другиот, најсилна неподнослива болка беше фактот дека нивниот учител ги напушта за секогаш. Првите не можеле да сватат како Месијата останал жив, а другите не можеа да го прифатат фактот дека Месијата може да умре. 1300 години назад, кога печатот на пратеништвото го напуштил овој живот, еден поет со следните зборови ја изразил болката во своето срце. Ти беше видот во моите очи, со твојата смрт моите очи го изгубија видот,
После твојата смрт, нека умира кој сака, јас се плашев само од твојата смрт. 1300 години после смртта на чесниот пратеник, салалаху алейхи веселем, смртта на неговиот следбеник ја представи на очите на небото, истата сцена. Оние кои го препознаа, чувствуваа дека светот е напуштен за нив и дека тоа што го сакаа замина на другиот свет. Поминаа 8 години од овој трагичен настан, а нивните чувства останаа непроменети. Можат и векови да поминат, а тие никогаш нема да го напуштат сеќавањето на деновите кога нивниот сакан Божји пратеник живееше помеѓу нив и помеѓу нив се движеше. Болката прави човек да ја изгуби мерката. Зборувајќи за смртта на ветениот Месија, јас се оддалечив од темата. Како што реков, тој умре околу 10:30. Веднаш беше направен договор телото да се пренесе во Кадијана и вечерта, со срца полни со тешка болка, неговите следбеници тргнаа со возот за Кадијана, носејќи го неговото тело со себе. Вака беше исполнета објавата која беше веќе објавена во неколку весници. Например, тие го донесоа неговото тело завиткано во кефини. Од батала телото беше веднаш пренесено во Кадијана. После закопот, членовите од заедницата кои беа присутни во Кадијана, со околу уште 100 представници од надвор, еднодушно го избраа Хазрет Имаул бин Нурудин од Бера како наследник и халиф на ветениот Месија и му дадоа заклетва на верност. Вака беше исполнета објавата издадена во Тестаментот, дека како што после смртта на чесниот пратеник салалаху алейхи веселем, Бог го повикал Хазрети Абу Бакр да го заземе неговото место, така и за следбениците на ветениот Месија Бог направи слична милост. Тогаш халифот клањаше дженаза и после пладне следуваше погребот. Така се исполни објавата. 27 е еден важен настан поврзан со мене, што ја прими во декември 1902 година, а која беше печатена тогаш во разни весници, зашто тој умре на 26 мај, а беше закопан на 27. Покрај таа имаше уште една објава, која помагаше во расветлувањето на првата, а која ги носеше зборовите «Времето за твојата смрт е близу». За неговата смрт и англиските и индиските весници, наспроти религиските разлики, изјавија едногласно дека тој беше голем човек на своето време. Ова е последниот дел и книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија, е завршена. Еселаму алейкум.